Пред повеќе од 50 години, луѓето последен пат стапнале на месечината. 10, 9, ignition sequence start. Тоа било во 1972 година со мисијата Аполо 17. Од тогаш никој не се вратил таму. We got SCIRSEP. Roger, we confirm SCIRSEP. Fourth rung up. There you go. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Но денес човештвото повторно се подготвува за големо патување. Овој пат мисијата се вика Артемис и нејзината цел е да не однесе до месечината, но и многу подалеку. За ова патување НАСА изгради сосема нова ракета која се вика SLS. Тоа значи Space Launch System. Ова е најмокната ракета НАСА што ја има изградена до сега. Таа е висока речиси 100 метри, што е колку зграда со повише од 30 ката. Кога ќе полета, создава огромна сила доволно да ја однесе капсулата надвор од земјата и да ја испрати кон месечината. Кога ракетата полетува, таа прво оди право нагоре, а потоа полека почнува да се наведнува и да лета во голем лак околу земјата. Ова и помага да добие доволна брзина за да ја напушти земјината гравитација. На врвот на ракетата се наоѓа капсулата Орион. Ова е вселетско летало во кое патуваат астронаутите. Орион е направена да ги заштити луѓето од студ, топлина, радиација и огромни брзини. За разлика од старите капсули од времето на Аполо, Орион може да патува подолго и подалеку во Вселената. Откако ќе се одвои од ракетата, Орион тргнува на пат кон месечината. Патувањето трае неколку дена. За тоа време леталото користи соларни панели за електрична енергија и компјутери кои постојано ја проверуваат насоката. Замислете патување долго околу 380.000 километри, кое трае приближно 4 до 5 дена, со просечна брзина од околу 35.000 километри на час. Кога Орион ќе стигне до месечината, леталото прави еден голем круг околу месечината и се убатува назад кон земјата. Додека кружи, научниците внимателно ги следат сите инструменти и проверуваат дали све работи во ред. Овој лет им помага да соберат важни податоци за идните мисии и да се уверат дека астронаутите ќе бидат безбедни кога ќе тргнат таму. Патувањето назад кон земјата трае околу 4 до 5 дена. Кога леталото ќе се доближи до земјата, директно влегува во атмосферата по внимателно пресметана патека. Кога повторно ќе влезе во атмосферата, патувањето трае само неколку минути, но во тој краток период капсулата се движи со брзина од околу 40.000 км на час. Поради тоа, надворешниот дел се загрева до повеќе од 2700 степени. Кога капсулата ќе се забави доволно на висина од 8 километри, се отвараат првите падобрани, а потоа и главните, кои ја успоруваат до безбедна брзина. На крајот, капсулата полека паѓа во океанот, каде што тимот на НАСА ја пречекува и ја извлекува на брод.
Следната голема мисија е Артемис 3, со која луѓето ќе слетаат на месечината за прв пат по повеќе од 50 години. Оваа мисија е закажана за отприлика 2 години од денес и астронаутите ќе слетаат на јужниот пол на месечината, каде што се очекува да има мраз и траги од вода. Таму ќе направат експерименти и ќе тестираат технологии што ќе бидат клучни за идните мисии на Марс. Сето ова служи за да научиме како луѓето може да живеат или да работат подалеку од Земјата. Мисијата Артемис ни покажува дека љубопитноста и науката не носат напред. Од првите чекори на месечината до новите ракети и капсули, човештвото секогаш сака да открие што се крие за следните хоризонти. А може би еден ден, токму ти или некој од твоите другари ќе биде дел од следната вселенска авантура. До гледање!